Секогаш е убаво кога имаме млада енергија тука во студиото, така и денес гости од Eurokids училиштето што ги најавивме на самиот почеток. Добро утро за сите. Секогаш е богато и верувам дека ќе биде овие 15 на минути разговор ќе бидат и такако интересни за нашите гледачи. Благодарам за најавата, Оливера. Училиште каде љубовта и традицијата се негуваат. Добро утро и добре ни дојдовте. Полно студио со гости и радоста е голема. Како сте ни? Одлично. Уште еднаш благодарам за оваа можност што имаме повторно да се дружиме, да споделиме некои новитети што се случуваат кај нас во училиште. На наше задоволство. Така и на наше исто огромно задоволство. Аз сум сигурна и на гледачите. Така е. Да. Ајде да се представиме на брзина. Јас сум Ема Старковски и сум дел од тимот на Eurokids. На Eurokids. А имаме едно момче кое што ни доаѓа од Соединетите Американски држави, каде што на наше воодушевување Оливера, колегите, од октомври месец до сега го научивме македонскиот јазик. Да се представиме и добре ни дојде. Добро утро и благодарам for the invitation. Јас ќе зборувам малце на англиски и малце на македонски. Но ние сме тука да преведеме. Благодарам за поканата, така, Јас сум научил малце од македонски, така. Одлично. I'll introduce myself. My name is Landon. Името ми е Лендон. Добро. Јас сум од Америка и учам тука, волонтирам со оваа организација и е најубав училиште за англиски јазик. Еден аплауз за македонскиот јазик. I am very Браво. excited. Јас сум многу среќен да биде тука. Thank you so much. So, pass it to teacher Vera. Браво. Одличен е, да. Многу одлично од твоја страна како го совладал македонскиот јазик. Ние сме воодушевени. Секоја ти чест и сигурна сум дека уживаш во Македонија. За малце, да. Да, и ќе се дружиме, да се представиме. Јас сум Вера и јас работам во Eurokids веќе 22 години. Предавам англиски јазик и последнава година ми е многу интересно зашто Лендон ми е мојот тичер, да речеме асистент. Да. И супер ни оди, заедно си работиме, децата учат англиски од матичен зборувач на јазикот, тој учи македонски и така си се надополнуваме. Одлично. Ајде двете дами да ги представиме, дојде ред и за вас. Веќе 2 години одам во Eurokids. Уште еднаш името да го слушнеме? Лина. Лина во Eurokids и И јас сум Ева и исто веќе 2 години одам во Eurokids. И што ќе кажете? Како вие таму се дружите? Па убаво. Какво е искуството? Убаво. Што ќе ни кажете? Што е најубаво? Па секој ден учиме и пишуваме домашно и учиме за тестови и учиме некои нови работи. Ке ни кажете вие што учите, но ние сега ќе позборуваме за она за што сме дојдени тука. Ја негуваме во Eurokids љубовта, нели? И нашата традиција. Меѓутоа учиме и за другите традиции. 14 февруари е денот на Свети Трифун, денот на виното, меѓутоа на светско веќе ниво се празнува и денот на љубовта, Свети Валентин. Тука веќе разменуваме нели искуства едни со други, па ајде нешто повеќе за тоа. Да, јас мислам тоа ќе го препуштам на Лендон. Слободно. Да говори за љубовта, а на Лина и на Ева ќе препуштиме да говора за Свети Трифун, нашиот празник. Така, одлично. Ајде да слушнеме како се одбележува во Соединетите Американски држави денот на љубовта. Добро. So the 14th of February is Valentine's Day, and it's also St. Triffin's Day. So што ќе направиме? На 14 февруари е денот на љубовта, исто така и Свети Трифун на овие простори. Да, и на оваа организација правиме comparisons between... И сега во нашето училиште правиме споредба помеѓу на американска култура и македонски. Така сега ќе зборуваме од мојата култура малце и we'll do a little bit of comparing and contrast. Да, ќе правиме споредба. Сега мене ме интересира какво е твоето видување за нашиот празник Свети Трифун, денот на виното, кој што се совпаѓа со исто вашиот празник, денот на љубовта. Затоа што кога пиеме вино наздравуваме, секогаш имаме и песна наздрави за љубов, наздрави за среќа и така натаму. Тие две нешта одат заедно, така да можеме да ги прославиме на некаков начин и заеднички, не? Да, може. Така.
Пред дојдав тука не знаев многу од Свети Трифун и сега ќе слободам со моја фамилија дека имам тука и ќе биде многу убав. Одлично. So for Valentine's Day, за Valentine's Day на Америка е еден ден кога правиме една пауза да видиме колку љубов имаме на живот. Не само треба да биде романтичен, може да биде за твои родители, за твоја баба, за твоја пријатели. Така. Така, ќе збораме од историјата малце. The origin of потеклото е од Рим. Кога имаше една традиција, еден фестивал дека се викаше Луперкарија. И ова беше this was not a Christian holiday, and so later Христијански празник. Така. Later there was имаше a holiday by Saint Valentine's Day. Saint Valentine, Свети Валентин. Свети Valentine was a priest и Тој бил работеше свештеник и работел. на црквите, and he secretly married soldiers. И тајно венчавал војници. Yes, defying the emperor's rule at the time. Затоа што тоа било против правилата на кралот и на императорот во тоа време. Беше забрането. Тоа било забрането. И тоа не се свија ова, so he did it anyways. Значи сепак го направил венчавањето Во знакот на против, љубовта, во знак на љубовта и против наредбата дадена од кралот. И имаме една традиција ќе дојде од ова, затоа што го напишаше една картица дека се вика Your Valentine. Така денес имаме оваа традиција дека сега го напишаме картици за ние ги сакате. За оние кои што ги сакаме. Но исто така учиме и за Твој Валентайн се за потпишува. Валентайн учиме и за Свети Трифун. Свети Трифун. Што знаеме за Свети Трифун? Што научивме? Киселе грозје, знам. Да, и знам дека не знам многу. Не сакам да кажам нешто дека не знам, така јас ќе слушам. подобро Да. девојчињата. Но сепак е денот на виното. Ти сепак им објаснуваш на девојчињата, односно на сите таму кои што се дел од Еврокит, нели, како се празнува Свети Валентин во твојата татковина, Соединетите Американски држави. Меѓутоа, тие исто пак тебе те учат и тука кај нас каква е традицијата и си разменуваме искуства, така. Љубов делиме едни со други. Ајде за Свети Трифун, што знаеме? Малку микрофончето само поблиску. Свети Трифун е ден на лозарите. На тој ден лозарите со благослов од поп ги кратат лозијата и Првото гранче што ќе го скратат. првото гранче што го скратат, Што му прават? го поливаат во вино и го ставаат пред икона и се верува дека ќе чува куќето од лоша среќа. Така? Што ќе надополниме? Луѓето носеле ручек на нивите и ги го поливале лозјето со вино и ракија и исто така се верувало дека лозјето треба да се насади рано наутро за да не го фати мрза преку годината. Браво! Колку убаво ни објаснивте и така треба да се негува традицијата од мали нозе? На Свети Трифун Поблиску микрофон. жените не би требало да плетат и да шијат, дека се верува дека лозјето ќе се сплетка, а мажите требало да пијат вино за да годината да не биде сува. Знаеш ли дека јас сега ова прв пат од тебе го дознавам? Колку е добро и младите да не учат нас нешто Тоа е она што го повозрасни. работиме во нашиот дневен престој, ги подучуваме на многу нови, Браво, па ви имате многу повеќе таму информации за разлика Да. еве од нас. Браво за оваа информација која што ни ја сподели. Да продолжиме. Исто така се верувало дека ако лозарот е тажен или луд, лозјето ќе роди кисело грозје, затоа сите на Свети Трифун треба да се весели и да играат и да пеат. Колку убаво сте И ова не го научиле. знаев. Да, за оваа традиција мора да признаеме. Браво секоја чест за вашите учителки кои што се таму и ве учат на овие нешта од мали нозе да знаете. Браво. На тој ден децата оделе под лозјето, јаделе пршени јајца и викале колку Трифуне не можам да те здогледам од црно-бели грозја како моите бутови и тоа го викале да чува За да за да има лозјата опак
роди обилно. Браво. И исто така во некои други краеви се повикувале така што едниот ќе стои на едниот крај од редот, а другиот на другиот. Од лозјето, така? Да. Едниот на едниот крај, другиот на другиот крај. Да. И што Од прават се? лозјето И се довикуваат со дедо Трифуне, каде си? Аха. Од другата страна некој викал чуја, чуја, не мога да те вида, од црни бели гроздови. И од другата страна, ајде да јадеме и да пиеме, ето, ето ида. Браво! Секоја чест и да ви кажам и сигурна сум дека и од гледачите можеби ги не ги знаеле Или овие се информации потсетуваат, или да, пак да ќе да, ги се навратиме во потсетува. минатото и да ги потсетиме затоа што ова се веќе од минатото, нели, оние приказни, но вистините кои што сме ги слушале токму поврзани со овој преубав наш празник Свети Трифун Точно, и ние за и овој многу празник убав, ги да. истражувавме заедно со Браво. децата во дневниот пристој, да Одлично. будевме, прашувавме повозрасни баби, дедовци, некој ако има роднини од тој крај, тиквешкиот крај, да ни кажува повеќе за традициите. Така. И затоа ги научивме овие интересни факти за Свети Трифун. Мама и тато пијат вино дома, а баба дедо? Да. за да наздравиме, нели, но Да. многу убаво кажа Многу убаво. нашиот гостин од Соединетите Американски држави кој што вели љубовта не е само она романтичната љубов за љубување едни со Да. други, току да ја делиме еве вака сите помеѓу себе, да бидеме луѓе и да ја носиме во своите срца за своите најблиски, за пријателите, за колегите, за сите околу нас, за гледачите наши исто Да. така. Учиме на вистина, еве, како Учиме, е доказ. да, односно тие се дел од дневниот престој, така, во да. дневниот престој од четврто Секоја деление. чест морам да ви кажам. Да, Благодарам. благодарам. Значи многу цел тим се грижи околу децата. Се совладува материјал што е од формалното образование на интересен, активен начин со многу интересни нови работи кои што они треба да ги доучат, Едукативно, забавно. така. Да. Значи, ние се трудиме значи, со активностите што ги правиме да бидеме препознаени. Еве, например, ми текнува пред една недела имавме чест да бидеме дел од настанот на кинеската амбасада тука во нашата Република Разменуваме Македонија. искуства, Да, така. да, и, сигурно. Одлично. Значи, бевме поканети и Да, бевме за прослава на поканети и новата бевме година. дел за како тоа беше кинеско културно уметничко дружење, да, Така. во чест на кинеска нова година која што следи. И Одлично, децата да ги... се вратија со многу големи Верувам, импресии, радосни. впечатоци, значи Да. прекрасно беше Ако ви е таму. убаво исто колку што тука ни Да. пренесовте Да. енергија, тогаш сигурно Така е. уживате и на часовите. Мене ме интересира дали има наши ученици кои што одат на размена, како што еве Ландан дошол Ние тука не кај сме нас. дел од таа програма, кај нас доаѓаат само оние студенти од Америка кои што се овде на размена, а тоа е друга програма, ЕС програма која што врши размена, едноставно веројатно тестираат првен и потоа врз основ на тестирањето извршено и успехот што го има ученикот, доаѓа до избор кој би бил од нашата држава заменат за Америка. Јас верувам. Значи не сме ние така е. дел од тоа, Верувам само дека- имаме да. чест Да, ќе добиете овие нека ученици таква кои што доаѓаат лиценца. од Америка да бидат наши асистенти учители и да помогнат да го пренесат и јазикот изворно и традициите и животот што го живеат Така. таму. Можеби- И на Одлично, нашите ученици што Можеби- ги имаме да. во Eurokids да им биде многу поинтересен часот од она што тука би сме, било да, регуларно кон, и конзервативно да, и се. ко книга. Значи ова е надвор од книгата, нешто што Так, се кон радуваат на крајот секој сме час. на емисијата, јас Да. би сакала овие последните минути да ги искористиме за да една испратиме порака до гледачите, па вака ќе поминеме со сите. Еве кратка порака. Јас би испратила порака, значи посакувам да се инвестира во децата затоа што тие се нашата иднина и секоја инвестиција во детето да знаете дека е најголемото нешто што можете да го сторите и за себе и за своето дете, Најголемото затоа што задоволство. тие се нашата иднина Така е. и на нив треба да оставиме нешто што е Искуството најдобро. во Македонија што кажува? The experience that you actually have from here. What do you say Што about најмногу сакаме од Македонија? Јас мислам дека луѓето е Браво. најдобро од Македонија. Гостопримливи И јас сме, нели? благодарам за сите за добро дојдовме Е, на така. твоја дома, Македонија.
Охрид е многу бава, луѓе се многу бави, храна е многу бава. Се убаво. Моја баба Тања ке ме гледа сега ме прави многу бава, полнеде пиво. А ја посакувам да си најде некој Валентајн тука. И јас се согласувам со тие Ема. дека надвор книга е најубав. Браво. За ова научив македонски, надвор книга и мислам дека Да, е надвор од најубав. книгата е најдобро да се учи. Уживај, да се уживај во впива Македонија, знаењето. да си уживаш во Македонија. Така, Јас сакав да излеза на дома, јас сакав да видам како е надвор Америка, така. не живам само како јас сум живеел целоживена и јас мислам дека ова е многу важно за Сега живот. треба да За го уште некој пренесеш месец, да, импресиите од импресиите. тука, да ги пренесеш Ке таму, научи за да убаво сака, македонски за уште некој месец, накратко само. Да, Ива? јас се служувам и со двајцата. Така. Тоа што го кажа има. Животното искуство е најважно. И двете сладки девојчиња кои што многу не научија за традицијата за Свети Трифон, што ќе кажеме кого ќе поздравиме, ако сакате и поздравете се, ги знам кој ве гледа јас. Микрофонот Чичо. до тебе. Ајде. Микрофончето до тебе. Ајде. Сите другарчиња и ве поздрави ги сите Од Еврокидс. другарчиња што Од сега не Еврокидс гледаат исто. на видеобимот во Еврокидс. Здраво. Ајде, поздрави ги сите. Ви благодарам што бевте дел од нашата утринска програма.